Почитувани гледачи, добро вечер. Го гледате попладневното издание на отвореното студио на Еден ТВ, посветено на историскиот чин подпишувањето на договорот помеѓу Грција и Македонија во Преспа. Како што знаете, иако добро не следевте во предпладневниот дел, цели 4 часа од ова место и од ова студио во живо го следевме подпишувањето на договорот, низ разговори со релевантни соговорници разговаравме околу тоа што значи подпишувањето на овој договор за иднината на Македонија, кој што многумина релевантни соговорници го прогласија како историски чин. Во истото темпо продолжуваме и сега. Во наредните 2 часа ќе бидете со мене, со мојот колега Ацо Кабранов, како и со нашите гости кои што очекуваме да пристигнат секој момент и да ни се придружат во студиото. Тука со нас се и нашите помлади колеги со кои што цел ден бевме заедно и известувавме за најновите случувања поврзани со овој настан. За почеток би предложила да го слушнеме нашиот колега Христијан Баневски, кој што беше со екипата на Еден ТВ на лице место и да ги слушнеме неговите импресии за она што се случуваше. Десетина викендици и една таверна, малото место Псарадес во грчка Преспа дефинитивно влегува во историјата, откако токму овдека беше подпишан договорот помеѓу двете земји за надминување на спорот со името. Македонската делегација која што пристигна преку Преспанското езеро со глисер од овдека беше пречекана од грчката делегација и меѓународните представници кои сведочеа на историскиот чин и историскиот исчекор во односите помеѓу двете земји. Настанот започна со обраќање на двајцата премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас, кои што со директна порака до оние кои што се противат на договорот велат дека тоа имањето став и противењето на еден ваков договор е европска вредност, вредност која што станува вредност и на двете земји со овој договор и со нивното приближување до Европската унија и НАТО, односно со приближувањето на Македонија до Европската унија и НАТО и патот кој се отвара по надминување на еден од клучните спорови. Предлагам тука да ги погледнеме обраќањата на двајцата премиери. Напорно и неуморно стигнавме до заемно прифатлив договор, кој целосно ги почитува основните принципи и вредности на двете страни. Договор кој денес ни дозволува да им се обратиме на граѓаните на двете земји, да ги погледнеме во очи и да ги повикаме да го прочитаат и поддржат без предрасуди. Ако душата на секој народ е неговата историја, тогаш во нашиот договор се отсликани душите и на двата народи. Со подпишувањето на конечниот договор за решевањето на прашањето за името и за стратешко партнерство меѓу нашите две земји, навистина поместивме планини. Тогаш, кога многумина се сомневаа, ние потврдивме дека е возможно. Денес ставаме крај на еден спор. Ставаме крај на повеќе годишни разлики што издигнаат зид кој ги отежнуваше пријателските односи меѓу соседите. По обраќањата на премиерите, двајцата шефови на дипломатиите Никос Кодзијас и Никола Димитров токму на ова место го подпиша договорот, а свој подпис стави и медијаторот Метју Нимиц, кој што 3 децени беше помеѓу двете страни и ги слушаше нивните аргументи и конечно го дочека ова решение на неговиот роден ден, при што една од неговите повпечатливи пораки беше дека не сака подароци со оглед на тоа што двајцата премиери му го дале најзначајниот подарок кој што е пример за регионот и целиот свет како се надминуваат спорови. Тука предлагам да ја погледнеме изјавата на Нимиц. Да се најде решение за овој проблем пара мудро лидерство, политичка храброст и стратешка визија. И овие лидери покажа дека ги поседуваат тие важни квалитети. Не може често да најдете политичка храброст, не може да најдете стратешка визија и нечесто може да ги најдете неопходните дипломатски
управлавски вештини, а да ги најдете сите три квалитета во четирите лидери кои што напорно работаа е ретко и треба сите да бидеме благодарни што имаме вакви лидери во овие две големи земји. Церемонијата, морам да истакнам дека траеше мощне кратко, а целиот простор беше под силно полициско обезбедување. Всушност и големото внимание кое што го предизвика овој настан, како од македонски, така и грчки, но и светски медиуми, налагаше еден посериозен и порестриктивен протокол, па така можеме да напоменеме дека и медиумите кои што се упатија од Македонија во Грција пристигнаа со полициска придружба, влез за цивилни посебни возила не беше дозволен, а медиумите, како и сите оние кои што присуствуваа на настанот, беа предмет на неколку темелни проверки од страна на полицијата пред да присуствуваат на настанот на овој историски ден кога Македонија и Грција го ставија својот потпис за конечно надминување на речиси тридеценискиот спор со името. Потпишувањето на овој договор, еве како што веќе е наречен историски во Сарадес, во грчкиот дел на Преспа, беше проследен со протести од грчката опозиција и од оние што не се согласуваат да стои името Македонија, кои што се против тоа. Полицијата, како што веќе гледавте по предпадневниот дел и во другите информативни вести, грчката полиција употреби и солзарец. Протести, имаше протестен марш, имаше и нашата опозиција, ВМРО-ДПМН одржа протестен марш во 13:30 по улиците на Битола, на Широк Сокак. Ацо, ќе ми дозволиш овде да се вмешам и да те прекинам? Да, само да најавам дека ќе имаме целосен извештај од тоа како изгледаше протестот, како помина протестот во Битола, веќе имаме подготвен материјал, ќе го погледнеме подоцна. Ќе имаме детали за Атовска ќе го најави. Така, да, ќе имаме детали за протестите кои што се најавени овде во Скопје и секако и за тој инцидент што се случи, да, и тој инцидент во Псарадес. Пред да ги најавите гостите, јас и колегата Чаловски се обидовме да чепкаме по социјалните мрежи, пред да погледнеме анкетата на Александра Филиповска. Владко, што е тоа најинтересно што го издвои од социјалните мрежи? Така, еве, бидејќи најавивме дека ќе го слушнеме и гласот на граѓаните, овие се некои само твитови кои што звучат интересно. Вели Даниел Анастасов: 1500 луѓе во Битола на протест за одбрана на името со крстови, со све. Ке беа 10.000, ама другите 8500 се во Грчка на краците. Така, продолжениот Горан вели: сега откако го решивме името, ќе ја решили некој атмосферската канализација во Скопје, за да не се удавиме на некој нареден дожд. Неголеми победници се идните генерации кои нема да растат оптеретени со еден ваков целосно безмислен спор. Единствени губитници се разјарените националисти од обете страни, кои ги градеа своите политички кариери врз овој спор, вели Алчинов, и би издвоил само уште еден коментар од Андреј, извесен Андреј, кој што вели: Јакимовски најави дека неговата партија ќе го бойкотира референдумот. Се мисли на Стефчо Јакимовски. Така. Печатете 5 ливчиња помалку. Уште и левица ако блокира, може цели 10 ливчиња ќе заштедиме. Да, саркастични и досетливи коментари од луѓето кои што не следат и социјалните мрежи. Да, во продолжение да погледнеме анкетата која што пред овој пораен дожд кој што е интересен или за луѓето кои што коментираат на социјалните мрежи за договорот. Колешката Александра Филиповска беше низ центарот на градот, ги праша граѓаните дали го проследиле потпишувањето на договорот, кои се нивните впечатоци, какво е нивното мислење, ќе прогледнеме во продолжение од анкетата. Дали го следевте подпишувањето на договорот во живо меѓу Македонија и Грција? Го следев. Да. Не го следев. Дали го следевте подпишувањето на договорот? Не. Го промашив, ама ќе го проследам во тек на денот. Не, сеам други обврски, не. Да, го гледав. Не го следев. На капитуланскиот договор мислите? Не. Изутринава? Да. Како ги коментирате пораките на пријателство испратени од лидерева? Најпријателски, најдобронамерно и среќен сум и радосен што барем оваа фаза ја поминавме така како што треба. Гордост е да го разберете договорот.
Тие што не го разбрале, имат причина да бидат разочарани. Но нивните потомци сигурно ќе бидат посреќни. Што не сум видел, само знам дека не ќе да се менува името, толку. Немаме ние ништо со Грција. Ова е само една, како да ти кажам, што викаат предавство. Да не постои Македонија, македонците не постои. Политичарите си го кажаа своето. Докаде е можноста нивна, компромис мора да постои. Се, кој повеќе попуштил, кој помалце, тоа не можам да знам. Добро е, одлично е све. За мене тоа сето прифатливо и мислам дека ако не го решиме сега, нема да го решиме никогаш. Па немам коментар ништо. Они се знаат својата работа. Но и јас се радвам. Тоа е договор за иднината на младите. Дали го прочитавте договорот? Делом. Кој е вашето мислење за договорот? Па секој име е подобро него тоа што беше таа референца БЈРМ. Него немам прочитано, ќе го прочитам. Па да бидам искрен, целосно не знам, не сум го прочитал. Договорот си е супер и за време на преговорите во добра насока одеше. И финалниот документ исто така е добар. Отпорот што се јавува, веројатно е на релации на губитниците. Инаку не би имало зашто да се разочаран. Да, го прочитав, се разбира, не можам да кажам одедно читање за сите детали, се разбира дека тој договор е, пак ќе речам, еден чекор напред, има таму уште работи кои што треба да се завршуваат, има обврски кои што следат и сега зависи од способностите и на администрациите, односно на двете општества целосно, како ќе се одвиват понатамошните. Како граѓани што очекувате после решавањето толку години? Просперитетот може да нема да биде врзан со тоа дали ќе влезеш во Европска унија или не, зависи од работата на владата тук. Ама рачунам дека сега ќе обрнат внимание поише на домашните работи и дека нешто ќе тргне напред. Па мислам да би требало. Очекувам дека позитивно нешто ќе се случува во Македонија. Некои ќе протестираат, но тоа ќе помине, како што многу работи поминале. Па ние и немавме име за кое што се држиме до идентитетот, ние бевме фиром, нешто бившо. Јас сметам дека ова е во ред и дека е нешто убаво што се случува. Јас како граѓанин очекувам. Не ме бендисува што многу граѓани имаат бугарски пасоши. И што испаѓаме ние? Значи, македонците во странство се бугари, не е македонец. А ние овде се бориме за све, за еден со друг да бидеме македонци, а они таму, дали сакали, не сакале, че имаме документ дека е бугарин, значи не е македонец. Ако сакаме сите да работиме, ќе има работа. Ако не работиме, џаве, никој не може да ни даде нас од надворниот нашо. Па граѓаните на прв поглед изгледа дека не добиваат ништо, на прв поглед велам. Граѓаните сепак добиваат една перспектива која што велам не може можда денеска, сега, еден час после подпишувањето да ја видат, но постепено работите ќе се случуваат, се надевам, не само што се надевам, туку верувам дека ќе се случуваат кон подобро. Ставот мислам во септември да го кажам како што треба. На референдум? Да. Ја погледнавме анкетата на нашата колешка Александра Филиповска, а сега ќе ви ги представам нашите попладневни гости. Добре дојде за Драган Тилев од Секретаријатот за европски прашања. Добро нај. И поранишниот амбасадор, политиколог или екс-министер, како да ве представам, Ѓорѓе Спасов. Благодарам. Добро вечер и од мене. Добро вечер. Предпоставувам, ја следевте свеченоста во Преспа и сето на што се случуваше. Таму ја немаше опозицијата, но пред да продолжиме со разговорот, јас ќе ја повикам режијата да ни го пушти прилогот од Битола. Од протестот на ВМРО-ДПМН, каде што говореше лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Опозицијската ВМРО-ДПМН од Битола порача дека нема да го прифати договорот со Грција.
2 часа по потпишувањето на договорот во Псарадес, почна маршот во Битола од спортската сала до градскиот плоштад. Демонстрантите носеа транспаренти со цитат од Тодор Александров: "Организацијата е народот и народот е организацијата." Имаше и транспаренти со ликовите на дел од обвинетите за крвавиот упад во собранието: Никола Митровски Колјо и Александар Василевски Нинџа. Пред присутните демонстранти се обрати лидерот на партијата Христијан Мицковски, кој порача дека ВМРО ДПМН ќе се бори со сите демократски и правни средства против менување на уставот. Основната задача на ВМРО ДПМН и мене како председател е да бидеме глас на огромното мнозинство македонци и граѓани на Република Македонија. Тоа е она мнозинство кое заради различни причини, некој погласно, но некој во себе викаат доста е, премногу е, не може вака веќе, неприфатливо е. И таа задача ја прифаќаме со целата своја одговорност, свесно, при здрав памет. Капитулација која што можеше да ни се случи, а тоа е договорот кој што го потпишаа за промена на нашето вековно име. Најави дека тој и раководството на партијата ќе имаат работно лето. Најави дека ќе бидат меѓу луѓето и ќе ги посетат сите градови и села. Мицковски рече дека партијата е застаната на нозе и дека по цена на животот нема да го прифатат договорот кој го сметаат за капитулантско дело. Господине Спасов, ќе почнам со вас. Ги слушнавте пораките на лидерот на ВМРО. Цитирам повторно. За него договорот е срамна капитулација. Како што рече, Македонија е зафатена од силен ураган и најави дека еден ден ќе дојде и тој ден кога ќе мора да одговараат. Вие како го доживеавте договорот? Од она што можев да прочитам на вашиот Facebook статус, Заев го гледате како победник на бел конј. Апсолутно, јас мислам дека овој договор денеска што беше направен еден голем историски исчекор не само во однос на решавањето на еден проблем кој што ја оптоваруваше Македонија, туку дека тоа е еден чекор со кој што се враќа надежта. Излегуваме од една постојана состојба на страф од соседите. Излегуваме на состојба на немоќ, дека не можеме да решиме еден проблем заради кој што е во основата на нашето зачленување во НАТО и Европската Унија. Во таа смисла, ова е нешто кое што е многу нетипично, многу различно од сите оние политики кои што ги гледавме во изминатите 25 години. Дури сметам дека ова е еден исчекор кој што е вистина со право се нарекува историски исчекор во однос на проблемите со кои се чуваше Македонија нови план. И затоа сметам дека апсолутно сите честитки ги заслужува Заев и целиот некој тим кои што успеа да ја променат реториката, да ја променат логиката, да пристапат со еден прагматичен пристап кон решавањето на ваков проблем и да ја вратат самодовербата во македонската нација. Она што беше најсуштествено, мислам дека со години труеното националистичко јавно мислење на Македонија ја изгубивме самодовербата дека сме способни да се го одбраниме идентитетот, дека сме способни да ја зачуваме националната способност и дека сите околу нас и натаму настојуваат нешто да не направат нешто лошо. Мислам дека со овој исчекор, вклучително со договорот што претходно беше направен со Бугарија, да. Македонија добива една сосема друга логика на однесување. И таа логика вистина ги ремети националистичките умови во Македонија. Им го одзема главното оружје за ширење на страф во Македонија. Им го одзема главното оружје за политичко обстојување на македонската политичка сцена. И оттаму мислам дека е тоа голем исчекор. Така што сето ова што го кажува Христијан Мицковски, на некој начин добро е што и се случува на Македонија, заради демократијата во Македонија. Добро да се слушнати и различни ставови. Независно колку се тие различни, независно колку се тие тврди, независно колку тие се, според моја оценка, апсолутно неосновани. Меѓутоа, она што на некој начин е штета за македонската политичка стварност е фактот што тие остануваат заробени во тој националистички дискурс. Ние сме Македонија. Постојано на митингот, што јас го следев исто така, на интернет, беше дека вие што сте тука сте Македонија. Ние сме Македонија.
Ние едноставно нема да дозволиме. По цена на животот нема да дозволиме Македонија. Тоа не е демократски дискурс. Вие може да се забуните, може да имате различно мислење. Може да сметате дека е направена штета на Македонија. Борете се низ демократските институции да не се случи тоа што мислите дека не треба да се случи. Меѓутоа, ако станете заробени во таа работа, дека само ние сме оправи, другите нема да им дозволиме ништо да направат наспроти она што ние го мислиме, вие тогаш едноставно немате елементарен демократски капацитет за функционирање во едно демократско општество. И мислам дека тоа беше главната, не грешка, него главната слабост моментално на македонската опозиција, која што со тој дискурс всушност останува на нивото на она што јас го нарекувам индоктринација на јавното мислење во настока на негово националистичко одржување на стравот од другите. Националистичкото одржување од тоа дека и натаму Македонија виснат опасностите, на кои што сега им се додадени некакви национални предавници од Македонија, особено од власта, кои што сакаат всушност Македонија да исчезне. Како посебна национална... За разлика од оваа риторика, лидерите на Македонија и на Грција, Заев и Циправ зборуваа за европски вредности, за отварање на пат кон Европска Унија и така натаму, за некои нови вредности и нови перспективи што и се отвараат на Македонија. Јас тука би сакала да го вклучам господинот Тилев, кој повтор пат доаѓа во отвореното студио на Еден ТВ и тоа секогаш кога има некакви добри вести за Македонија. Првиот пат беше кога добивме чиста препорака, а сега после договорот. Има ли поврзаност на овие две работи една со друга? И што е она што ја чека Македонија во наредниот период? Бидејќи уште утре владата ќе го поднесе законот за ратификација. Да, прво задоволство што сум во вашето студио, се чувствувам пријатно. Темата е наистина извонредно значајна, историски значајна би рекол и постои поврзаност, се разбира и од минатиот пат кога бев тука и кога говорев за извештајот на Европската комисија и за чистата препорака која Република Македонија доби за почеток на пристапните преговори и сега кога се случува еден огромен, јас би рекол квантен скок во тој процес, или се отвара можност процесот да добие една нова динамика, една нова перспектива за нас, меѓутоа, како што беше кажано денеска неколку пати од представниците на Европската Унија, перспектива и за целиот регион. Добрите вести во Македонија, за Македонија и за Грција, добрите вести кои ни се случуваат нам и во односите со Бугарија, значи градење на една силна, добра соседска политика и решавање на тие проблеми наталожени со децении наназад, е добро и за целиот регион. Тоа е добар сигнал дека во Република Македонија и во целиот регион постои еден силен капацитет за да може и сами да ги решаваме проблемите. Република Македонија во овој процес, децениски процес, веќе 2,5 децении, би рекол трча една трка заедно со сите други во регионот, меѓутоа со огромен товар на грбот. Товарот на грбот беше прашањето на името, кое што се обидува многу пати, многумина и многу политичари да го разрешат, да најдат некаков излез од тој лавринт во кој што бевме западнати, меѓутоа не успеа се до овој момент. Сега имаме една таква констелација во регионот, една таква констелација во Европската Унија, на поддршка на процесот на европска интеграција, поддршка на Македонија, а од друга страна пак од Македонија една позитивна енергија, еден позитивен отскок, импулс, кој што вели можеме сами да ги решаваме прашањата. Прво беше договорот со Бугарија, сега е договорот со Грција. Тоа се позитивни вести. Позитивна вест е кога ќе решите одеден проблем. Тоа е секогаш позитивно. Одлична вест е кога ќе решите 2,5 деценијски проблеми. Тоа значи дека со такви добри, одлични, позитивни вести веќе можеме да се надеваме на следниот исчекор. Но јас сум од оние кои што не милуваат еуфорија. Еуфоријата не ни е потребна. Се сеќавам минатиот пат кога ја цитирав господјата Могерини, кога реков дека Могерини во незината изјава рече имате половина ден да се радувате, а од утре сабајле ќе продолжите со работа. Овој пат би рекол имаме еден ден да се радуваме или да на некој начин оддадеме почит кон тоа што се сработило
Но од утре се бајле со владината седница, почнува навистина да се одмотува клопчето и да се решаваат прашањата едно по едно, а такви одлуки ќе треба да се носат до крајот на годината, па и наредната година, многу. Значи, политичарите ќе имаат изворедно полни раце со работа, но би нагласил дека сега веќе поминуваме и во една друга фаза, а тоа е фазата на капацитетот на администрацијата. Ако се чита прецизно, јас не сум правник, економиста сум, меѓутоа читам вакви меѓународни договори целата моја кариера, кога ќе го читате договорот, внатре има изворедни позитивни елементи, крупни позитивни елементи, меѓутоа има и многу техникалии, би рекол, нели, ѓаволот лежи во деталите, каде што ќе мора администрацијата да се впрегне, да се најде капацитетот кој оваа држава го има, и во администрацијата, и во академската заедница, и во невладиниот сектор, за да може да се постави цврста темел, основа, за да може понатаму да се имплементира договорот, бидејќи договорот низ политичкиот процес ќе мора да се на крајот заврши, ратификува од двете страни, но и да се имплементира. Имплементацијата... Во времето, кога се пополнуваше прашалникот, администрацијата покажа дека има капацитет. Дали со овие нови работи што се случуваат, сега ќе добие уште поголем ентузијазам за работа? Па, мислам дека тоа веќе се чувствува. Еве, откако одработивме на некој начин имплементација на планот 369, потоа веќе подготовка на планот 18, позитивниот извештај на Европската комисија и добивањето на таа чиста препорака, тоа се веќе сигнали дека администрацијата се буди. Ако извесен временски период таа беше во одредена летаргија, немаше цел, немаше мотив, немаше елан, сега веќе целта се враќа, мотивот се враќа, еланот се враќа, се разбира, треба да се работи со администрацијата секојдневно, за да може администрацијата да си се на некој начин организира и да може да испорача, бидејќи ова што е пред нас, имплементација на изворедно комплексен билатерален договор, ако кон тоа со Грција, ако кон тоа го додадеме и комплексниот договор кој го имаме со Бугарија, и ако додадеме временска димензија која што ја имаме пред нас, а имплементацијата или завршувањето на целата процедура околу договорот треба да заврши со крајот на 2018 година, ден за губење нема. Од утре треба да се почне, да се помине целата процедура. Јас ќе се вратам на критичарите на овој, велиме, историски договор. Најгласен од тие критичари е шефот на државата, председателот Иванов. Господин Спасов, како дипломат, што мислите на констатацијата на председателот Иванов дека тој не може да легализира договори кои што по телефон ги направиле премиерите Заев и Ципрас? Може ли ваков договор комплексен на телефон да се договори? Како тоа председателот така лесно на телефон се договара, диво градба е? Па, од Иванов може се да очекуваме и се изнаслушавме досега разни небулози, од тоа дека разумен компромис е разумен компромис, се тоа што го има космодиски и така натаму. Иванов си е човекот кој што мислам дека натаму живее во светот, дека гледа Македонија, гледа Русија, пише Македонија, нему срцето му чука за Ердоган и така натаму, и ова е само една од епизодите негови во однос на сето она што го имаше правено како штета за демократскиот процес во Македонија. Мислам дека тој е токму дел и еден значен дел од оние сили кои што по промената на власта се вклучи во процесот на целосна обструкција на промената на власта и на сето она што оваа власт може да го донесе Македонија. И мислам дека тоа е едно од клучното прашање на имплементацијата на договорот. Владата на Македонија, која што го истурка овој процес до ова ниво, сега ќе мора паралелно со демократските процедури да покаже едно ниво на решителност во спречувањето на можните обструкции што ќе доаѓаат и во парламентот, од страна, например, на Комисијата за надворешна политика, да не дозволи тоа да се одлаги, да се пролонгираат роковите за донесување на овој за ратификацијата на овој договор во парламентот, а од друга страна, мислам буквално низ одреден број на методи да се исфрли
Георги Иванов воопшто од позицијата во која што он може да го обструира овој договор. И тоа, како што можевте да забележите, веќе во процедурата на договарање е на некој начин абсолвирано дури од грчка страна. Таму е кажано, бидејќи се претпоставуваше врз основа на неговите најави, дека тој би можел да не го потпише веднаш ратификуваниот договор во собранието, ќе го мора уште еднаш да се изгласа во собранието. Во договорот е веќе запишано дека по второто изгласување во парламентот не пишува по потпишувањето на тој указ од страна на претседателот на собранието дека Грција ќе достави писмо до Советот на Европа во кој што ќе каже дека ја симнува блокадата за Македонија да ги започне разговорите за членство во Унијата и истовремено во јули писмо до НАТО за да може Македонија да добие поканата за членство во НАТО. Со тоа што во оваа фаза ќе биде исфрлен од позицијата да може председателот вели без мене меѓународен договор без мојот параф не може. Тој може да вели што сака. Меѓутоа, нему мандатот му завршува некаде во април следната година. Епа, ако чекаме до април... И он истото, знаете што, Македонија, според мене сега, јас не толкувам официјални ставови, многу е важно Македонија да ја добие, да го започне процесот на преговори, да ја добие поканата за НАТО и да влезе во процедурата на некој начин за имплементирање на овој договор. Ако се соочуваме со некакви обструкции, може би тој процес ќе биде малку и одложен во однос на оваа динамика која што за сега предвидена. Сите би сакале да го имплементираме заедно со референдумот кој што ќе биде во октомври месец на време. Меѓутоа, ако постои такви обструкции, вие ќе морате сепак да направите нешто да се ослободите од таквите обструкции и на крајот на краиштата со промената на претседателот на државата да ги завршите сите они обврски кои што ги имате превземено врз основа на договорот со Грција. Така што многу е битно да се одржи оваа политичка волја од двете страни. Затоа што овој договор е изграден пред се врз основа на политичката волја на политичките лидери од двете земји. Во една ситуација во која што постои противење и обструкција и во Грција и во Македонија. И оттаму политичките елити има таа одговорност сега да го изнајдат тој механизам кој што нема да го блокира договорот и да имаат меѓусебно разбирање за обструкциите кои што ќе им се случуваат во сопствените земји. Без такво ниво на доверба и без такво ниво на способност да си помагаат меѓу себе во имплементацијата на овој процес, ќе биде многу тешко да се завршат сите работи. Значи мора да се има разбирање. Ако дојде во ситуација до некој тип на блокирање, се каже да, еве го имаме сега овој случај, да видиме како ќе го решиме понатаму и така натаму. Меѓутоа за мене е важно процесот да тргне. Значи Македонија мора да се одлепи од една мртва точка. Мора да се одлепи од наистина постојано држење во една состојбе, лимбо состојбе во кој што нема ни натаму ни наваму. Затоа што на крајот на криштата на сите оние критичари само поставите им прашање, добро, што е тоа што тие подобро би можеле да направат од она што сега е направено. Добро, прашањето зимето е и емотивно, поготово кај македонците, да. Меѓутоа, проблемот на Македонија не беше само емотивноста на прашањето, но долготрајната контаминација на свеста со тоа дека некој сака да не постоиме. Постојаната контаминација на свеста дека некој сака Македонија да не постои како држава. Постојаната контаминација која што со право Ципрас ја нарече. Ние имавме трговци со квази патриотизам, кои што ни го продаваат квази патриотизмот само со намера да зачува собствената позиција во политиката. Само да задржат својата позиција во политичкиот процес. Тој тип на трговци со квази патриотизам ќе мораме едноставно да се справуваме со него. На тој начин што ќе умееме на некој начин да се ослободуваме од да ги решаваме овие обструкции кои што ќе се целуваат. Во оваа смисла, Ѓорѓи Иванов е дефинитивно на погрешната страна на историјата на Македонија. Он има одредена моќ да го прави сето ова. Мислам дека самиот ќе биде изложен после сето ова што се случува на дополнителен не притисок, дополнителен јавен презир од страна на меѓународната заедница, како што му се случуваше кога ја донесе аболицијата со која што практично се обиде да го уништи владењето на правото во Македонија. И во таа смисла сметам дека и он длабоко ќе размисли. Не знам какви советници околу него има и дали воопшто има советници кои што би можеле да му дадат некаков ум за целата таа ситуација. Меѓутоа, за него, за Македонија, нормално ќе биде многу подобро ако конечно во една фаза, особено после референдумот, свати дека тој не е цар на Македонија. Тој нема право на никакво апсолутно вето. Тој нема право само да ги крши основните принципи и вредности за кои што залга македонското општество, тој нема право да го крши уставот на најбрутален начин како што тоа го правеше и со законот за јазиците, а сега што се обидува да го прави и со оваа работа. Најавува дека ќе го прави и со И ако он ја задржи таа логика како на логиката на Мицковски, дека и по цена на животот јас нема да дозволам ова да се случи,
тогаш имаме случај, стварно еден патолошки случај. Која цена, кој му го бара, не може животот за вакви работи, не едниот, ни на другиот. Не едноставно бараме само да го почитуваат уставот и да се однесуваат демократски во рамките на демократските институции, демократските принципи и вредности. Наспротив, сето тоа е повеќе политички фолклор за потребите на една патриотска дружина која мисли дека еве сега е шансата да се спречи оваа влада да направи некаков исчекор. Јас длабоко верувам, како и некои други аналитичари во Македонија, дека ВМРО-ДПМН да беше на власт и да имаше шанс да добие да потпише ваков договор, ќе го потпишеше со двете раци и ќе го представеше како најголем патриотски чин во Македонија. А Ѓорѓе Иванов денеска ќе кажуваше дека извојува на најголема победа во Македонија. Тие луѓе во овој момент едноставно се љубоморни. Они се не може да сватат како ова му успеа на Зоран Заев, како ова и успеа на една влада во која што тие не се. И затоа сега со помош на таа квази патриотска логика се обидуваат да го вратат тркалото на историјата назад. Мислам дека тоа нема да им успее. Многу е битно, нормално, владата со сите инструменти со кои што располага и со сите кадри со кои што располага, на сите начини на кои што е тоа демократски е можно да ја гради свеста за позитивните страни на овој договор. Да. Апсолутно. Јавното мислење е чудна ствар. Него морате да го подготвувате. Дали тоа значи дека треба власта да има работно лето и да го искористи овој период до референдум? Мицковски најави работно лето, знаете, сигурно дека мене ми беше многу смешно кога го слушав, кога вика ние знаеме што мисли народот, меѓутоа цело лето ќе одиме да го убедуваме народот и ќе одиме од куќа на куќа и ова ќе биде лето за Македонија, за да го убедат во она зашто они знаат дека веќе народот дека верува. Што е знаете, ако го слушате, на пример, сега се префрлам на Мицковски и така натаму, тогаш ќе видите многу небулози во однос на она што кажува. Јас денеска дури на пример се смеев кога тој во еден момент рече: "Знаете што? Вика, вие знаете те песната од Глигор Павличев, вика, во лице светци, а во срце волци, еве токму тие развиваше сега го продадоа оваков што националниот интерес." Он не знае дека беше тоа го говори за грците, а не за македонците. Така што викам, ако они тие стварно го продале националниот интерес, тогаш значи практично Македонија победила во еден ваков. Така што кога услушате него, кога ќе почне се расправа за тие некакви, како да кажам, негови знаења или познавање на поезијата или на народното творишто, тогаш ќе добивате една фолклорна фигура која што реално не знае ни точно пораките кои што сака да ги испрати, како да ги испрати, а притоа е преполн со тој вокабулар кој што е вистина веќе позната Македонија и останува на рамнична на тоа. Ние името не го даваме, ние не се согласуваме со трбата, ја животот ќе го дадам, меѓутоа нема да дозволам ништо да се промени во Македонија. Народот е наша страна, Македонија е, вие сте тука ВМРО е Македонија, вие сте и така натаму, сите други што не се со нас, не се Македонија. Таа логика нема да го однесе никаде далеко. Господине Тилев, би ве прашала нешто друго и покрај овие сериозни опасности кои што стојат на патот на договорот, сепак дали сметате дека на Македонија е потребна нова реформска динамика, но и нова филозофија? Како понатам? Па, видите, реформската динамика е диктирана од самиот процес на европска интеграција. Нас не ни треба нова реформска динамика, затоа што реформската динамика ја започнавме веќе од минатото лето. Треба да ја продолжиме таа динамика и да ја продлабочиме таа динамика. Повторно ќе цитирам и дел од извештајот на Европската комисија, односно од препораката, каде што вели дека треба да се прошири и продлабочи реформскиот процес во Македонија. На сите им е јасно дека со планот 369 се започна процесот на реформи, се допреа клучните горливи области кои што требаше да се реформираат и кои беа... Има многу забелешки околу реформите во судството, медиумите, борбата против корупцијата. Такви забелешки има во извештајот, ќе има и во следниот извештај и во извештајот по него. Ќе има такви забелешки кога ќе ги започнеме процесот на преговори, пристапните преговори по сите поглавја, дај Боже, што поскоро. И такви забелешки ќе не пратат се до членството, па дури и после, откако станеме членки, бидејќи реформскиот процес е непрекинлив. Тој е една константа која што ја краси демократијата, бидејќи буквално се и околу нас се менува. Се менува амбиентот во регионот, се менува амбиентот во Македонија, се менува амбиентот во Европската Унија. Практично она што се случува во изминатите десетина години во рамките на Европската Унија
е промена и реформа без преседан. Од финансиската криза наваму, практично имаме такви длабоки коренити промени во Европската Унија, кои што ако некој кажеше дека ќе се случат во толку краток временски период, веројатно никој нема да му веруваше. Но се случија, се случуваат и се уште се случуваат, понатаму ќе се случуваат. Ние, кога говориме за нашиот процес на европска интеграција, секоја сме некако врзани, фокусирани за нашите реформи, за нашите елементи, за она што нас не тангира од животна важност. Меѓутоа, мораме да се свртиме малку и нанадвор. Се случуваат такви промени и реформи во регионот, геополитички промени, се случуваат и такви промени во Европската Унија. Она што го имаме сега како предизвик во Европската Унија, тоа веќе е дел од предизвикот из Република Македонија. Се што се случува во Европската Унија веќе денеска многу повеќе не засега нас отколку вчера или пред 3 или 4-5 години, затоа што кога ќе влезете во еден процес на пристапни преговори, тогаш веќе говорите за домашна политика. Европската политика е домашна политика. Тоа веќе не е надворешна политика. Сите реформи кои што се случуваат во Европската Унија ќе мора да се случат и кај нас во државата. Ги очекуваме европските избори, односно изборите за новиот Европски парламент наредната година, во мај. Сиот фокус, интерес на Европската Унија ќе биде насочен кон тие парламентарни избори, кои многумина ги оценуваат како круцијални, пресвртни, историски. Многу нешта историски се случуваат изминативе години, така ќе биде веројатно и наредниот период. Историски од аспект на тоа што ќе биде на испит демократијата или Европската Унија таква како што ние ја познаваме, наспрам порастот на популизмот, порастот на радикализмот, на национализмот и се она што се случува во изминатите години или кризата на демократијата во одредени дури и членки на Европската Унија. Ќе спомнам Полска, ќе спомнам Унгарија, ќе спомнам Италија и неколку други држави кои што веќе покажуваат тенденција на пораст и пенетрирање на еден нов дух, на еден нов, би рекол, десно ориентиран, радикален однос кон нештата, кој што може да влие и на структурата на Европскиот парламент. Доколку не се најде одговор, а се обидуваат, особено тандемот Меркел и Макрон, да најдат одговор за одбрана од еден таков наплив на радикализам и на популизам и национализам, во тој случај ќе имаме нов предизвик и нова криза следната година. Ние мораме да ги следиме тие процеси и ние мораме да се прилагодиме кон тие процеси. Динамиката на реформите во Македонија мора драстично да се забрза, бидејќи сега, ако во изминатите децении имавме трка со децениите, сега имаме трка со месеците. Буквално зборуваме за одлуки кои што ќе морат да се носат наредните денови или чисто вака фактографски, ако на 18 веќе имаме донесување на законот, односно усвојување на законот за ратификација на договорот, на 19 се случува еден многу важен билатерален состанок, тоа е самитот помеѓу Меркел и Макрон, каде што е најавено дека покрај другите елементи кои што ќе ги имаат на дневен ред, ќе говорат и за Македонија, односно за договорот помеѓу Грција и Македонија и како да обезбедат, ни треба Макрон, претседателот Макрон, ни треба Франција, како да обезбедат одлука на Советот на Европската Унија на 26 се случува Советот за општи работи, треба да се донесе одлуката со која што на Македонија треба да ги се даде датум, зелено светло и зелено светло за пристапни преговори и да се даде мандат на Европската комисија да ги подготви преговарачката рамка. Тој е изворедно важен документ, бидејќи она што го договоривме со Грција ќе биде дел и од таа преговарачка рамка. Веќе на 28 ќе се случи Европскиот совет. Тоа е она писмо кое што господинот Цабранов го спомна, Грција треба да го достави до господинот Туск, кое што треба да ги отвори вратите за одлука, позитивна одлука и на Европскиот совет, и тоа ќе биде веќе еден сигнал дека ние влегуваме во нова фаза. Ќе мора да го закружиме и ние процесот кај нас, и ратификацијата, потоа и уставните промени, референдумот. Значи, сето тоа ќе мора да се случи, за да можеме да ги почнеме пристапните преговори, во меѓувреме да го добиеме, да се ослободи процесот во НАТО,
да влезе протоколот за прием на Македонија во процедура и се надеваме заедно ратификација на протоколот за НАТО и ратификација на билатералниот договор во Атина. Доколку тоа се заокружи, веќе патот и кон ЕУ и кон НАТО ќе биде потполно отворен. Господине Спасов, ќе го препознае ли јавноста, ќе ја препознае ли важноста на овој момент и дека не треба да се пропушти шансата која што одамна не сме имала, ваква како што е? Јавноста треба да се подготвува. Да немаме илузија дека сите луѓе едноставно со големо одушевување ќе го прифатат сето ова. Јас цело време говорам, сите овие изминати години и децении, јавното мислење дека тоа не беше вистина контаминирано од перманентна националистичка пропаганда, која што говореше дека Грција никогаш нема се согласи ние да нашиот јазик да биде наречен македонски. Никогаш нема се согласи нашата нација да биде означена како македонци. Никогаш нема се согласи да ги имаме кратенките МК и така натаму. Никогаш нема се согласи со низа работи кои што... дури имаше верување дека ова е процес, спор кој што не може да се реши. Сите започнува. Потоа имаше една друга димензија во која што постојано имаше луѓе дека било каква додавка на името и така натаму, нормално ќе значи дека тоа е промена на идентитетот. Луѓето се уште веруваат дека со Северна Македонија ставуваме северни македонци, настојат и сите граници кои што сега ги имаме. Знаете, јавното мислење мора да се подготвува. Денове вчера беше објавена анкета во вако што на прототема во Грција, во која што кажува дека 7 од 10 грци се против прифаќање на името Северна Македонија. Грчките проблеми. Они се против името Македонија да стои. Не, против договорот кој што ги има 49% од поддржувачите на Ципрас моментално едноставно не го прифаќаат договорот кој што ги има понуден од Ципрас. Грција има поголеми проблеми да го имплементира овој договор од Македонија. Оттаму на Македонија треба да се објаснува она што Ципрас и Коцкија се обидуваат да го објаснат на парламентот. Па гледајте, аргументите кои што ги користи грчката опозиција се оние аргументи кои користи македонската опозиција. Апсолутно. Дека двете опозиции тврдат името не го даваме. А всушност името е зачувано. Името на некој начин се користи во она само со она експликација која што значи за Македонија и која што значи ова кој што е за грчкото општество. Направен е договор со сите финеси. Направен договор со сите напори кои што се вложени во неговото на некој начин објаснување да можат двете страни да го зачуваат она кој што им беше најважно во преговарачкиот процес. Да нема ни победници ни губитници. Така е. Во компромисот е тоа секојаш така. Грција да го добие она на што инсистираше да биде ерго омнес, да не се повторуваат различности во тамошната комуникација, повторно да се да не се јавува тој проблем, а Македонија да биде одблокирана на патот кон одблокирана и да ги добие клучните елементи на она што го смета за македонски национални идентитет. Ако вистина секоја влада мора едноставно да се подготви стратегија за подготовка за јавното мислење. Ако се оди дополнително на референдум, ќе треба да се измисли сериозна пропагандна или како сакате кажете пиар стратегија која што ќе работи на тоа да се придобијат вистина огромните маси во Македонија, па вклучително и деловите од опозицијата и така натаму за добивање на тој референдум. И мислам дека дури тогаш тоа ќе биде со поддршка на народот, овој ваков договор ќе може да се имплементира. Вие сте оптимиста дека ќе успее референдум? Јас сум апсолутно оптимиста затоа што верувам дека е тоа можно. На луѓето мора да им се објаснат рационалните аргументи. Знаете, ова е прашање, како кажат, меѓу умот и срцето. Нема човек меѓу нас кој што не има право што моравме, например, да прифатиме да се преименуваме од Република Македонија во Северна Македонија. Сите емоциите нас не водат во таа насока дека има тука некоја неправда која што ни е направена. Ама вие сега ќе морате отприлика да ги сочите елементите. Која е придобивката меѓу ова решение што губиме, а што добиваме. И задржувањето на тој емоционален однос кој што тебе те држи во една целосно блокирана состојба, во една состојба на целосна изолираност на земјата, која што може да биде на подолг рок многу опасна, реално опасна за внатрешната меѓуетничка кохезија, за обстојувањето на Македонија на економски план, бидејќи договорот предвидува основа за да може економски прогрес да добие Македонија, да се приближи до европските фондови. И ово што го спомнуваше господин Тилев, преку процесот на имплементацијата истовремено да бидеме изложени на тој
потребен притисок од страна на европските институции за да може да се имплементираат сите елементи на европеизацијата на македонското општество. Отоа тоа е една сложена процедура, тешка. И владата и сите институции кои што едноставно го поддржуваат ќе мора да направат вистина сеопфатна стратегија, тактика, програма со која што ќе може треба да се подготви јавното мислење. Без подготовка на јавното мислење, нормално е дека вие ќе оставите простор него да го манипулираате на тоа. Вие ќе ставите простор разни бандити или оние што ги рековме трговци со квази патриотизам да влијат на сите тие луѓе да се доведе Македонија во уште полоша ситуација. Оттаму сето тоа треба да биде смислен пристап и ја претпоставувам дека оваа влада која што си го стави, што се вика, го зема крстот на чело и кога тргне во овој процес, дека го има предвид, ја има предвид таа димензија, дека ќе направи многу за да се успее во тој обид за придобивање на јавното мислење на Македонија.